Почитувани гости, драги пријатели, добро вечер. Додека удобно се сместуваме и ја подготвуваме оваа наша фестивалска приказна, на почеток ве поканувам да уживаме во една мала, весела песничка создадена многу одамна од дедо Ванчо Маџов, кој од прилика пред 35 години, инспириран од некои гавранчиња во ова наше паркче, ја напишал песничката Гавранчето Грачко. И замислете, токму на овој ден, на дедо Ванчо, му е роден ден, а неговиот внук Леон Маџов за прв пат ќе ја изведе оваа песничка. Затоа се ден аплауз да го поканиме Леон Маџов да ни ја раскаже приказната за Гавранчето Грачко, а воедно и да му го честитаме роден денот на дедо Ванчо Маџов. Повели Леон, сцената е твоја. Браво за Леон! Може би Гавранчето Грачко не е за пење, ама мора да се согласите со мене дека Леон одлично ја отвори оваа вечер. Му благодариме и нему и на неговиот дедо за оваа прекрасна песничка. А сега, почитувани дами и господа, драги гости, родители и најмили наши дечиња. Добре дојдовте на едно посебно, историско и исклучително радосно случување. Вечерва заедно го отвораме првото издание на детскиот фестивал на уметности Детелинки. Пред да започнеме, дозволете ми да ве прашам, дали знаете што символизира детелинката? Еве за децата прашање, дали знаете што символизира детелината? Што? Среќа, и затоа посакувам овој
само нашите деца. Но оваа детелинка не е случајна. Таа има своји 4 листа, исто како на моево палто и на моите панталони, секоја со своја приказна. 3 листа се нашите 3 градинки, местата каде што растат, учат и сонуваат нашите деца. А четвртиот лист е општина Центар која со љубов се грижи за сите нив. Но детелинката има и уште една магија. Таа символизира 4 уметности: музика, танц, театар и ликовна уметност, со кој овој фестивал ќе расте, ќе се менува и секоја година ќе носи ново изненадување. Секоја година нова градинка, нова уметност, нова детска приказна. И токму затоа детелинки не е само фестивал, тоа е символ на растење, креативност и љубов. Тоа е вложување во иднината на нашите деца. Оваа убава приказна е како дел од програмата за култура за 2026 година и со особен придонес и професионален пристап од страна на одделот за култура на општина Центар. И се реализира во чест на 2 значајни јубилеи: 50 години општина Центар и 75 години постоење на градинката 13 ноември. Градинката 13 ноември е институција која со децении создава генерации исполнети со знаење, топлина и креативност. А сега, со особена чест, ги поканувам на сцената да ни се придружат градоначалникот на општина Центар господинот Горан Герасимовски и директорката на градинката 13 ноември госпоѓа Ружица Биџовска да ни се обратат. Весело е. Почитуван градоначалник, почитувани родители, драги гости, најмили дечиња. Во моје лично име и во името на градинката 13 ноември изразувам искрена и голема благодарност до општина Центар и до градоначалникот за континуираната поддршка до вербата и вложувањето во нашата работа и во децата. Овој фестивал Детелинка е уште една потврда дека кога институциите, воспитувачите и заедницата работат заедно, се создаваат убави приказни кои оставаат трага. Особено сум горда што токму во оваа јубилејна година, 75 години од постоењето на градинката 13 ноември и 50 годишнината од општина Центар, се означува едно ново поглавје полно со креативност, радост и детска уметност. Вечерва свечно оставаме траен белег преку нашите 10 авторски песни, кои официјално вечерва ќе бидат исполнети од нашите најмили. Песните, верувам, ќе бидат составен дел од нашата програма и дел од развојот на многу идни генерации. Во оваа прилика сакам да напоменам уште еднаш дека овие 10 песни се авторски дела на учителките од градинката 13 ноември. Браво! И со музика, и со текст. Благодарам колешки од срце. Огромна благодарност упатувам до родителите за нивната соработка, доверба и поддршка, како и до нашите најмили децата кои се вистинската инспирација за се што правиме. Со голема чест и почет би сакала да врачам едно символично признание, благодарница до општина Центар и градоначалникот, како знак на благодарност за нивната посветеност кон најмладите и кон развојот на предучилишното образование. Нека ова биде почеток на една убава традиција и уште многу заеднички успеси. Ви благодарам. Почитувани родители, баби и дедовци, драги деца,
почитувана директорке, еден од најдобрите наставни кадри и персонали од нашата градинка 13 ноември. Ви пред се сакам да го искажам моето огромно задоволство, искрено од оваа страна и од таа страна. Гледката на вечерашниот настан е празник за очи. Кога општината организира настан заедно со градинките, тоа буквално е празник на очи и ни ги исполнува целосно нашите срца. Како што кажа и самиот водител, детелинката символизира среќа, а токму вие, нашите дечиња, сте нашата среќа во нашата општина. Ние како општина, преку сите оние проекти кои што ги реализираме изминатите години, а посебно оваа година, кога иславиме 50 години од општина Центар, даваме се од себе да создадеме вистински прави генерации и ги насочиме кон вистинскиот и правилниот пат на успехот во животот. Тоа го правиме сите заедно и затоа сум искрено горд на нашата директорка, на целиот персонал од градинката 13 ноември за овој денешен настан кој што заедно со општина Центар го организираме за прв пат и дека овој фестивал ќе прерасне во традиција која што ќе ја славиме секоја година. Јас нема да должам многу, ќе го оставам просторот на нашите дечиња да ја разубават вечерта. Ви благодарам од срце и јас сакам да доделам една благодарница за одличната соработка на нашата директорка и секако на целиот персонал од градинката 13 ноември, но и градинката Кочо Рацени Корчагин. За децата. Сега почнуваме да уживаме, градоначалник, токму така. Почитувани како символ на ова ново фестивалско патување, вечерва за прв пат се доделува и трофејот Детелинки кој можете да го погледнете од мојава десна страна. Овој трофеј ќе има посебно значење и ќе се пренесува секоја година од градинка во градинка како символ на континуитет, среќа, креативност и детска радост. Секоја наредна градинка ќе има можност да избере уметност преку која ќе се изрази. Дали тоа било музика, танц, театар или ликовна уметност, и на свој начин, уникатен начин, ќе ја раскаже својата детска приказна. Вечерва трофејот Детелинки свечено останува во домот на градинката 13 ноември. Првиот носител на оваа прекрасна, се надавам, традиција ќе прерасне да видим. А сега, бидејќи децава се нестрпливи, а и нивните учителки да видат што создале од своите деца, среќата заедно со сцената им припаѓа на најискрените уметници, а тоа се децата. Може да пристапуват. Како што кажа и директорката, оваа година тие создадоа 10 авторски песнички кои за прв пат ќе се изведат на нашево прво фестивалско издание. Пред да започнеме, дозволете ми да ви открием една мала тајна. Вечерва нема да одиме по календарот, туку по детската фантазија. Ќе патуваме низ годишните времења, малку наназад, малку нанапред, ќе се подсетиме на есента, ќе ја пречекаме зимата, ќе славиме празници, ќе ви представиме како учиме да бидеме здрави, вредни и на крај како да бидеме најважното од се, добри другари. Па да ве прашам, дали сте подготвени за почеток? Дали сте подготвени за почеток? Тогаш ја препуштам сцената на овие мали уметници да се втурнеме во ова мало весело патување на кое на крајот сите деца заедно ќе создадеме едно огромно изненадување, но ќе ви откриеме на самиот крај. За почеток, иако сме во месецот мај, нашите мали уметници решија да не вратат малку наназад во една топла, шарена есен, кога лисијата паѓаат како конфети, а детската фантазија прави вистинска магија. Да ја почувствуваме есенската магија во изведба на групата Рипчиња од објектот Парк.
подготвени од страна на воспитувачот Емилија Стојкова и негователката Елизабета Кочовска. Инструментите в рака, започнуваме, а од вас подгответе ги дланките за големи аплаузи. Темни сонце сокрија, капки дожд на земја падна. Ветрец студен од север задува, лисја жолти земја покрија. Ветрец студен од север задува, лисја жолти земја покрија. Есента пристигна, природата ја промени, магија направи, созрели плодови. Есента пристигна, природата ја промени, магија направи, созрели плодови. Деца се облечени, чадори носат и се распејани. Мајки прават вкусни зимници, турши, компоти и други намирници. Мајки прават вкусни зимници, турши, компоти и други намирници. Есента пристигна, природата ја промени, магија направи, созрели плодови. Есента пристигна, природата ја промени, магија направи, созрели плодови. Каква радост причинува таа шарена есен. Сите овие другарчиња со весели насмевки ни ја раскажаа шарената есен. Но замислете, во есен имало и некој што е тажен. Можете да погодите кој е тоа? Кој? Мече, тажното мече. А дали знаете зошто било тажно? Затоа што треба да се подготви дури 3 месеци да ја преспие зимата. И сега да ве прашам, ако би виделе тажно мече, ќе посакате да го гушнете? Тогаш на сцена сега ќе видиме Анастасија како тажното мече, а незините другарчиња од Рипчиња ќе ни раскажат колку тоа мече е тажно. Молам еден аплауз за да го видите мечето на сцена. Кој мечето? Да не го види некој мечето? Мечето? А да го повикаме може? Тажното мече. Оу, овде е тажното. Молам аплауз за тажното мече. Зошто
плаче мечето, зошто солзиле, студен ветер северко, бесно тој сиве. Во пештера треба 3 месеци да спие, од лутата зима тоа да се крие. Во пештера треба 3 месеци да спие, од лутата зима тоа да се крие. Лисјата се шарени, веќе дојде есен, шумата е убава, а патот многу тесен. Сите шумски жители спремни се за зима, секој од нив топол дом треба да си има. Лисјата се шарени, веќе дојде есен, шумата е убава, а патот многу тесен. Сите шумски жители спремни се за зима, секој од нив топол дом треба да си има. Мечето си лелека, како да се снајде, во пештера темна да седи нема фајде, да игра тоа сака, во снегот да се валка, низ шумата да шета, на секаде да талка. Да игра тоа сака, во снегот да се валка, низ шумата да шета, на секаде да талка. Лисјата се шарени, веќе дојде есен, шумата е убава, а патот многу тесен. Сите шумски жители спремни се за зима, секој од нив топол дом треба да си има. Лисјата се шарени, веќе дојде есен, шумата е убава, а патот многу тесен. Сите шумски жители спремни се за зима, секој од нив топол дом треба да си има. Браво, браво, браво. Браво за нашите другарчиња од Рипчиња. Леле, треба да се поклониме, да се наредиме. 3, 4 се поклонуваме сите. Аплаузот ми е многу слаб. Повеќе ги слушам тапаниве од позади од куку. Аплаузот. Ви благодариме. Може сега да ја отстапите сцената и на другите другарчиња. А замислете, тажното мече може и да го расположиме со нешто. Ако му дадеме една цела кошница со мед, јадете вие мед? Браво. А дали јадете овошје со мед? Сушност, прашањето ми беше дали јадете здрава храна? А дали имате омилена здрава храна? Сакате да ви кажам јас што мене ми е омилена здрава храна? Пред сите да кажам? Мене омилена здрава храна, да кажам? Омилена здрава храна ми се кебапчиња. Не, малку се шегувам, не, тоа не е здрава храна. Здрава храна се овошје, зеленчук, мед. Знаете дека има една песничка, вели, зеленчук кој не јаде, голем нема да порасне. Исто и овошје. Јас затоа толку голем порасна, бидејќи само оваа зима имам изедено 3 буриња туршија. Вие јадете овошје и зеленчук? Затоа сега ве поканувам нашиве другарчиња од групата Сонце од објектот Парк да ни ја раскажат нивната приказна за здравата храна, а подготвени од воспитувач Александра Миладинова и негователката Даниела Тренческа. Пуштај погласно, не мора да не покријат овие.
јадам, со јаболко и грозје да се сладам. Круша, дуња, мушмула и слива, понекогаш и зелена кива. Витамини секој ден да јадеш, убаво би било и на другаче да дадеш. Уживај во вкусот на здравата храна, биди здраво дете, без никаква мана. Витамини секој ден да јадеш, убаво би било и на другаче да дадеш. Уживај во вкусот на здравата храна, биди здраво дете, без никаква мана. Пак ме нуди и со зелка, јади како зајак од што телка. Пи перка домат, кромит, карфиол, имај сила, насмевка мила. Витамини секој ден да јадеш, убаво би било и на другаче да дадеш. Уживај во вкусот на здравата храна, биди здраво дете, без никаква мана. Витамини секој ден да јадеш, убаво би било и на другаче да дадеш. Уживај во вкусот на здравата храна, биди здраво дете, без никаква мана. Поклон, се поклонуваме сите. Браво, аплаузот е за вас. Готово? Не сте се поклониле? Аплауз што не сте се поклониле? 3, 4. Браво што не сте се поклониле. Сега можам? Се најадовме зеленчук. Ово ше мене зеленчук секогаш ме асоцира на зимница, односно на туршија. Кога ќе имам 3 буриња туршија, зимата може да дојде. А дали знаете по што друго ме асоцира зимата? Другари, вас што ве потсетува најмногу на зима? Снег. А што правиме од снег? Снешко, најубав бел снешко со морковче на носе и шеширна глава. Сега ќе ги видиме нашите снешковци кои што ќе ни ја раскажат приказната за босиот снешко. Го облекле со копчиња, палто му ставиле, стапче во рака, шеширна глава, морковче за носе, но замислете, бил бос. Ми верувате дека има и таков бос снешко? Сега затоа оваа приказна ќе ни ја раскажат повторно нашите сонциња од објектот парк. Всушност, како, зошто останал снешкото бос, ќе слушнеме од наредната песничка. Време е за босиот снешко. Слушам аплауз. Снегче снежи се бело, ветре луто дува, едно дете седи надвор и снешко си го чува. Снегче снежи се бело, ветре луто дува, едно дете седи надвор и снешко си го чува. Тата има шалче сино, морковче за нос, уста од копчиња, а на нозе бос. Тата има шалче сино, морковче за нос, уста од копчиња, а на нозе бос.
снежи се, бело детето се чуди, зошто снежко нема чизми кога на двор студи. Снегче снежи се, бело детето се чуди, зошто снежко нема чизми кога на двор студи. Капа има шалче сино, морковче за нос, уста од копчиња, а на нозе воз. Капа има шалче сино, морковче за нос, уста од копчиња, а на нозе воз, а на нозе воз, а на нозе воз. Браво! Браво! Уште еднаш се поклонуваме, нашите сонциња ги поздравуваме, уште еден аплауз ве молам. Браво, браво, браво. Поклон. Прекрасно раскажано за нашето босо. Готови сме? Повелете, време е за верверички имаат и тие нешто да ни раскажат. Во зима сигурно е ладно, но срцата ни се стоплуваат со еден од најголемите, најубавите празници. Време е да ја слушнеме приказната за Божик. Време на љубов, семејство и желби, кои ги кажуваме тивко, но ги чувствуваме силно. Групата верверички од матичниот објект ќе ни ја донесат оваа празнична магија со песната Божик, а вам уверувам дека ќе ви ги стоплат срцата, иако се уште сме во зима. Божик ни тесни дечиња пеат по улица, одат гласови се леат. Божик ни тесни дечиња пеат по улица, одат гласови се леат. Божик, Божик, цвестички светац. Божик, Божик, песни се пеат. Божик,
Браво! Браво за оваа празнична магија од нашите берберички кои беа подготвени од воспитувачот Билјана Цветановска и негователката Анета Зерде. Иако не навраќаат на зимата, сепак ние се чувствуваме. Не ве прашав дали убаво си поминувате? А таму од позади не ве слушам. Дали убаво си поминувате? Мислев да не сте и вие исплашени бидејќи раскажуваме за зимата. Како што и сега. Знаете кој пристигнува? Тажниот. Дали знаете кој друг се плашел од зимата и кој е тажен во зима? Најмузикалниот штурец. Тој преку лето цело време си свири и никако не размислува за есента и за зимата. Кога ќе дојде зимата, сигурно почнува да ја бара вредната мравка. Но да не ви раскажувам јас за оваа приказна, тоа ќе ни го сторат нашите делфини со песната Тажниот штурец, подготвени од страна на воспитувач Драган Аневски и негователката Жаклина Николовска, најглавно. Правам во зима, кога снегот ќе ве. Што ќе правам во зима, кога снегот ќе ве. Јас си свирев летото, не ми беше гајле, сега кога зимата ближи, леле што не знајде. Сега кога зимата ближи, леле деца што не знајде. Каде јас да одам, никој не ме прима, како ли ќе издржам во лутата студена зима, како ли ќе издржам во лутата студена зима. Сега јас ќе дојдам кај таа мравка вредна, таа има добро срце, зошто на светот е една. Таа има добро срце, зошто на светот е една. Браво за Тажниот штурец. Се поклонивте? 3, 4 чекаат. Тажниот штурец, бидејќи не заслужил од позади го ставија да не се поклонува. Благодарам. Сега сцената ќе ја препуштиме на други. Ете така ние во градинката учиме за вредности, другарство, бонтон, како да ја чуваме природата, бидејќи природата е најважна за нас. Всушност, најважно во природата е водата. Без вода нема живот, нема игра, нема песна. Токму за тоа, сега преку песничка ќе ни раскажат колку е важна водата
нашите другарчиња кои еве пристигнуваат на сцена од групата за јачење од матичниот објект, подготвени од страна на воспитувач Симона Јаначковска и негователката Ивана Сарбиновска. Подгответе ги дланките да ги поздравиме, за да ја заземат сцената. Јас напуштам. Сонцето ја грее водата, та кружи во природата, испарува и високо се грева, во облак се претвора без врева, испарува и високо се грева, во облак се претвора без врева. Vrtete zorачиња, мили другарчиња, така кружи водата во природата. Vrtete зорачиња, мили другарчиња, така кружи водата во природата. Vrtete зорачиња, мили другарчиња, така кружи водата во природата. Vrtete зорачиња, мили другарчиња, така кружи водата во природата. Водата од облакот паѓа, дожд и снег од неа се раѓа. Водата во земјата се слева, во реки и езера се влева. Водата во земјата се слева, во реки и езера се влева. Vrtete зорачиња, мили другарчиња, така кружи водата во природата. Vrtete зорачиња, мили другарчиња, така кружи водата во природата. Vrtete зорачиња, мили другарчиња, така кружи водата во природата. Vrtete зорачиња, мили другарчиња, така кружи водата во природата. Така кружи водата во природата. Браво и за овие наши другарчиња, ви благодарам, видов дека се поклонивте. А сега, наред една тема која што е важна за понатамошниот живот на нашите деца. Секогаш е интересно кога ќе ги прашаме што сакате да бидете по професија. И морам да ви раскажам една анегдота, особено за тој ред таму важи. Кога ги прашував еднаш во градинка другарчињата кој што сака да биде, едно детенце ми рече сакам да бидам директор. Бидејќи така тате ми кажа, најлесно ќе си поминам во животот. Ги поздравувам таму редот на моите драги директорки од сите градинки на општина Центар. А следната подолно, да, затоа зборувам, така и ми рекоа, за особено да дадам поздрав за нашите директорки. А сега, следната тема на нашата следна песничка е токму професии. Знаеме, многу професии има, но која ќе ја одбереме, треба да ја сакаме. А токму затоа ќе ни раскажат нашите пчелички од објект Јасмин со песната професии, подготвени од страна на воспитувач Марија Галеска и негователката Менче Гиновска. Да слушнеме што ќе изберат пчеличките.
što kjed ideme. Imame vozači na brzi automobili, gotvači, piloti, učitelji, vojnici. Imame vozači na brzi automobili, gotvači, piloti, učitelji, vojnici. Svi interesa zajedno birame profesiji, svekoj od nas posebno od početok do kraj. Svi interesa zajedno birame profesiji, svekoj od nas posebno od početok do kraj. Svekoj od nas posebno od početok do kraj. Поклон. 3, 4. Така е. Ви благодарам. Може да ни ослободите сцената. Професии. Јас може да бидам, например, инспектор од општина. Пример. Или може би вака по стајлингот повеќе ви личам на царински инспектор. Сега, бидејќи ја загреавме атмосферата, се доближуваме во едно новогодишно време, кое што јас најмногу го сакам, а сакам да ги прашам и другарчињата, а и воедно сите да ве прашам, дали го сакате летото? Ваму не ве слушнав, дали го сакате летото? Да, затоа што летото подсетува на плажа, сонце, вода, сладолед за разладување и кампување. Сето ова ќе ни го раскажат во следната песничка Лето нашите звездички од објект Јасмин, подготвени од страна на воспитувач Александра Балшикевска и негователката Сузана Велковска. Уживајте во топлото лето.
Браво, браво за оваа приказна, за топлото лето, сладолед за разладување, плажа, сонце. А сега, 10-та песничка ќе ни ја раскажат нашите детеленки. Всушност станува збор за она што го учиме кога сме деца, а останува до крајот на животот. Зборуваме за другарството, бидејќи без другари, ниту есента е шарена, ниту зимата возбудлива, ниту летото весело. На сцената сега ќе ги видиме нашите пеперутки од објект Кукушка со песната Другарство, подготвени од страна на воспитувачот Весна Спасова и негователката Оливера Кировска. Да го слушнеме другарството, сите се подсетуваме што беше тоа. Чекор по чекор до градинка, раче за раче другарување. Игра по игра другарување. Ден по ден се почитуваме. Игра по игра другарување. Ден по ден се почитуваме. Насрека по насрека, насмејани другарчиња. Другар со другар, фатени за рачиња. Насрека по насрека, насмејани другарчиња. Другар со другар, фатени за рачиња. Чекор по чекор радување, песна по песна уживање. Ден по ден доживување. Година ќе пораснеме, Ден по ден доживување. година ќе пораснеме. Насрека по насрека, насмејани другарчиња. Другар со другар, фатени за рачиња. Насрека по насрека, насмејани другарчиња. Другар со другар, фатени за рачиња. Фатени за рачиња. Фатени за рачиња. И сега, на мој знак ги ставаме детелинките, подготвени за поклон. Ги ставаме на очарите. 3, 2, 1. Најгромогласен аплауз за овие детелинки. Браво, браво. Тоа е нашата градинка во која што ги учиме моралните вредности, бонтон, другарување, природа. А сега, иако ова беше последната 10-та песна, всушност ова не е крај. Затоа што вечерва испишуваме почеток на една нова традиција. За прв пат, токму на оваа сцена ќе биде изведена и промовирана химната на фестивалот Детелинки. Секако, фестивал не е фестивал ако нема химна. Сега ќе ги видиме на сцена сите групи од нашите 3 објекти кои вечерва ја исполнија со радост и насмевки оваа наша сцена. Но имам и една молба до сите вас во публиката, бидејќи многу ги штедевте дланките, овој пат сите да ја поздравиме химната на нашиот фестивал Детелинки и заедно да уиграме во ритамот на нашата химна. Дали сме подготвени за химната? Да, тогаш да ја видим. Ајде. Сите сме подготвени за химната и најгласно
да ја слушнеме најубавата химна на овој фестивал Детелинки. Стоплете ги срцата, загрејте ги дланките. Музика, молам! Сите раце горе, да ја слушнеме химната на нашиот фестивал. Драги пријатели, ви благодариме за присуството. Оваа вечер не видовме само настапи, туку видовме љубов, труд, истреност и многу насмевки. Да живее фестивалот Детелинка, да живее општината од Центар и градинките, растејќи заедно со овие наши деца, да создаваме македонски народ и да живее Македонија. Довидување до следното издание на Детелинки. Останете распеани.